се наоѓаме во центарот на градот, пред градскиот трговски центар, украсот на градот, обележје на градот Скопје и објект кој што повеќе од 50 години обстојува и навистина оној примат што кажувам дека го краси градот се уште е. Кои се историските податоци за значењето, практично кој е идентитетот на градскиот трговски центар? Ова прашање во однос на трговскиот центар и идентитетот на градот Скопје е едно од суштествените прашања, бидејќи тој се вгради уште со своето зачнување, па и до ден денес. И добро е да си го поставиме тоа прашање на самите себе си, за значението негово, заради нашиот однос. Морам на почетоков да нагласам дека архитектурата, архитектонскиот простор, тоа е културолошка категорија. Значи, категорија која што ја означува културата. Ние, човекот, прави архитектура и потоа обратно, правејќи ја и одржувајќи ја, архитектурата го прави човекот. Значи, Скопје, како што знаеме, доживеа несреќа, тој кобен настан земјотресот од 63 година и требаше наново да се создава нова слика за градот. Нова слика која што во интерес на и во однос на новите времиња кои што доаѓа. Во таа смисла мислам дека трговскиот центар одговори на најдобар можен начин. Всушност мислам дека трговскиот центар со сите своји аспекти е еден вид на лекција за архитектура. Значи студентот да дојде и да учи од трговскиот центар како нештата треба да се направат. Станува збор за еден процес кој што бил сложен. Сложен во смисла уште 67 година е распишан конкурсот. Конкурсот е меѓународен, конкурсот има повеќе учесници, 30 учесници, од кои што е избрано едно решение, избрани се неколку решенија, кој потоа на нив е направен повикан конкурс, така да 69 година веќе може да се почне со градбата, а 73 година е пуштен. Она што е важно е дека првата иницијална група која што го ја замислила е под раководство, под водство на професорот Живко Поповски, кој што навистина направи ремек дело и трајно не задолжи со својот квалитетот на просторот. Јас тука сакам да му изразам благодарност. Исто така во таа група беше и другиот професор Владимир Бошковски, кој што исто за жал е починат, меѓутоа исто една благодарност Ево Радоњанин и така, значи неколку личности кои што се врзани со архитектонскиот факултет во Скопје. Нормално за ваква сериозна активност да се програмира и да се обедини, преди се велам програмски и програмски да се артикулира тоа, се вклучени нормално Заводот за урбанизам, Бетон, Македонија проект, значи вклучени се тука повеќе личности. Но јас го апострофирав професорот Живко Поповски како носител на идејата како да се направи оваа конкретна структура. И знаејќи ги повеќето конкурсни трудови кои што се објавени, сметам искрено дека ова е навистина вистинскиот потез што луѓето го избрале да биде баш овој простор да се изведе. Колку години се Па тоа е веќе повеќе од половина век. Значи, да, а се работел колку години? 69-та, 70-та, значи бидејќи има неколку фази конкурсот, од 69-та година до 70-та, значи конкурсот се работел во рамките на тие 2 години, но изведбата траела 4 години и сакам вака една забелешка, начинот на кој што професорот го имаше замислено, го замислил, беше во врвот на светската архитектонска мисла тогаш. Тоа станува збор за еден структуралистички концепт, кој што посебно беше развиен на холандската архитектонска сцена, значи зборувам за врвот во светската архитектура. За наша среќа, професорот Живко Поповски тогаш беше кај Јакоб Бакема и Вандер Брук во нивното ателје и они тогаш го имаа 53 година направен тој нов концепт, структуралистички концепт, за Лин Бан се вика еден центар во Ротердам, кој што тие искуства професорот ги надгради, да речам уште и ги подобри. Значи ние со трговскиот центар имаме светско дело. И во таа смисла
во таа идеолошка смисла, бидејќи архитектурата секогаш ја изразува идеологијата на одреден народ, и затоа малце подоцна уште една реченица сакам да кажам, а во тој момент професорот сугерира дека низ улиците кои што ги имаме, ги знаеме, две главни улици и другите 5 дела се всушност една класична архитектонска композиција со улици измеѓу, значи во улиците кои што ги имаме, има една проточност, има една енергија на која што се доведува до крај, се допираат со излозите. Излозите немаат вертикали, поточно излозите не се замислени да имаат пречки. Значи станува збор, како што почнав, за една идеологија во која што обичниот човек доаѓа слободен за да влезе во просторот трговија, нема пречка. Сега направивме чекор назад, една регресија, да се поставуваат пречки, да се уназадени е. Тоа сакав и да ве прашам, еве во светски рамки и во Скопје свидоци сме така наречени молови, трговски центри, многу поразлични, меѓутоа сепак, она што го кажувате, градскиот трговски центар, не само што е во центарот на градот, меѓутоа остана препознатливо обележје, знаеме, дали ќе го видиме на фотографија, дали ќе го видиме во градот, или секој посетител странец кога ќе помине, остава впечаток за трајни, како една трајна меморија. И сега уште под прашање кажавте секој студент што сака да се занимава со архитектура, ова е школски час, односно треба да ова е книга, ова е учебник по архитектура. Станува збор за едно културолошко уназадување, и тука не мислам на Македонија и македонскиот народ само, туку мислам пошироко. Тоа е една идеологија која што е регресивна и негативна. Идеологијата на трговскиот центар на кој што му припаѓа е позитивна. Што сакам да кажам? Трговскиот центар и човекот кој што слободно се движи, кога се движи слободно, човекот се доживува дека постои. Таму кај што постои, тоа е место. Трговскиот центар, ваков каков што е замислен, е место. За разлика од него, моловите всушност се кутии, кои што се кутии на илузии, абстракции, чија што цел не е да те направат да бидеш свесен за тоа што си тука, туку да те направат да бидеш магипсан. Поточно, во било која точка, во било кој мол, ние не знаеме каде сме. Ние не го идентифицираме нити молот, нити себе си. Што значи тоа се неместа. И тоа е една културолошка замка, која што е индуцирана на, како би рекол, повисоко ниво на манипулација со човековата свест. Во таа смисла сакав да го пофалам трговскиот центар, дека во тие години македонците, македонскиот народ, нагласувам дека сите личности кои што се врзани во создавањето на трговскиот центар и сите овие вредности се македонци. Значи не го кажам ово од национална, ама и го кажувам. Затоа што ние сега честопати не можеме ние да изградиме, треба да дојде некој, Кензо Танге, било кој, не знам, од Марс, да дојде и да ни каже како треба да се направи. Не е точно. Ние имаме, македонскиот народ може, македонскиот народ има, го замислиле, го произвеле во секој поглед. Така тоа во однос на ова со моловите, мислам дека е многу сериозно прашање и можеби за тоа треба да направиме некоја посебна средба за да се соочиме луѓето со она што ни се случува, што е таа замка во трговските центри. Од архитектонски аспект кажувате дека секогаш кога ќе се гради трговски центар, бидејќи сепак е тоа еден, јас колку што ве разбрав, и културолошки објект, место на сопственото опстојување, живење, негде каде што ќе се чувствувам слободна и веднаш кога ќе посакам да стасам до него и повторно да се чувствувам слободна. Тоа е пораката од вас како архитекти дека кога се градат трговски центри, независно дали е во Скопје, треба на тој начин да се градат. Би сакал да кажам дека трговскиот центар е загаден. Трговскиот центар како резултат на лична неодговорност, што не е оправдание, бидејќи ние секако можеме да кажеме кој е одговорен, кој го раководел и кој, мислам, за да функционира вака како што функционира. Што сакам да кажам? Особено во приземјето, на најпрометната, онаа што треба да ми ја овозможи
артерија, да ми овозможи слободата на движење, наеднаш што е загаден. Е преплавен со некакви лукративни, мали киосци кои што продаваат нешта што не му соодветствуваат. Не може вие да продавате вредност, култура и конечно и во физичка смисла злато, а од спротивната страна веднаш да се продаваат овие нешта што знаеме. И плюс тоа, тие таквите нешта кои што очигледно дека не припаѓаат тука, го узурпираат. Значи ние го имаме рекодифицирано, значи го имаме сменето кодот и тоа е процес за кој што сме ние одговорни. Инаку станува збор за една структура која што и тоа морам да кажам околу ова светскиве трендови, тоа е мега структура кој што е класичен пример, има 100.000 метри квадратни, има 5 спрата кои што не се гледаат. Го отварам прашањето, што значи тоа содржина од 5 спрата, 2 минус нормално, едно приземје кое што не треба да има пречки, само се движи слобода, и едно тело кое што лебди, наеднаш од таков волумен вие создавате една типологија која што е апсолутно поинаква. Имате улица која што требаше да биде улица, во која што улица треба да се гледа небото, а не оние пластични маси кои што не одговараат воопшто. Треба небото да се гледа, треба да врне, треба врапче да помине. Мислам, така бил замислен. И тоа се вредностите кои што ги препознаваме и многу ми е жал што не успеваме да го одржиме. Значи, да го пофалиме, го пофалуваме, тоа е дел од нашиот идентитет, затоа што самиот идентитет, овие моловите други, тие воопшто не се објекти, тоа се збирштина на реклами.